без казни Македонија не може да се исчисти од сиот овој отпад. Ние се претворивме во луѓе кои што не си ја сакаат државата. Над 27 локации регистрирани како диви депонии во Прилеп, со години истиот проблем. Ѓубре буквално на секој чекор. Целата околина на градот е максимално загадена. Комбинација на крајно несовесни граѓани од една страна, а од друга институции и инспектори кои воопшто не излегуваат на терен и немаат пишано ниту една казна досега. Зошто би го носел овде истите километри се да влези во депонијата Алинци? Бесплатно е во депонијата Алинци? Бесплатно е во депонијата Алинци, милион пати имаме кажан. Од Прилепски комуналец велат дека годишно за чистење на дивите депонии се трошат просечно по околу 4 милиони денари. Пари кои што наместо за ова може да се употребат за други проекти. Се одлага буквално се, па и огромни количини на градежен шут и тоа од градежни компании кои што никој не ги казнува. Од Прилепски комуналец сметаат дека изградбата на регионалната депонија во Новаци ќе ги намали дивите депонии, бидејќи тогаш колку што ќе се носи отпад таму, толку и општината ќе плаќа и тогаш можеби инспекторите ќе излезат на терен. Тогаш самата институција, самите институции задолжени за тој дел, можеби би работеле повеќе. На ист став се и од Министерството за животна средина. Овој регионален центар за управување со отпад покрај изградбата на таа депонија во Новаци предвидува изградба на 3 претоварни станици во 3 општини. Ќе има претоварна станица Прилеп, Дебар и Охрид. Само на овој начин може ние да ја заштитиме животната средина, односно да го намалиме загадувањето. Во овие претоварни станици кои што ви ги споменав, ќе се врши главната селекција на отпад и всушност во депонијата во Новаци ќе оди само 20 до 30% на отпад кој што ќе преостане. Потребна е итна стратегија за овој проблем, како и итно разбудување на свеста кај граѓаните, дека ако ние самите не си помогнеме, друг нема да дојди и да ни исчисти по дома. За Сител Дарко Штарговски.